Добре дојдовте во процес. Скопје 2014. Што потоа? Иако е рано да се зборува за овој проект, што ќе се случува со него, за него и за состојбата во главниот град зборуваме со архитектот Александар Петров, архитект и колумнист, автор на книгата Град без љубов. Добре дојдовте. Благодарам за поканата. Драго ми беше да дојдам. Скопје 2017. Разорена структура, уништена стара архитектура, јадро на споменици во центарот на градот, раскопан Вардар. Демократската јавност е исправена пред прашањето што сега? Па да, тоа е логично прашање што се поставува, значи не само стручно, него и генерално за сите нас, нели сите сме засегнати со тој проект. Поготово што се најдовме во една ситуација каква што е сега, во едно лимбо, каде што не е тој веќе проект 14, нели како некоја дефиниција што е дефинира, него веќе стана 17 и се надеваме дека тука така ќе остане. Значи разоран како што го гледаме сега во моментот, значи со коритото раскопано, со недовршени започнати прљави и секакви други работи. Тоа, мислим, воочливо е секој кој ќе промине покрај тесното јадро, се уочува од први поглед. Ајде да го објасниме малку тој централен дел на град Скопје, комуникацијата меѓу спомениците, како е сето тоа поставено, мислам, сите знаеме точно што така, представува проектот 2014. Вие како архитект од ваш аспект, каква е таа комуникација меѓу спомениците, има ли простор за комуникација, за дишење и така натаму? Да, за овој проект е многу веќе зборено. Значи, скоро на сите ни е јасно што се деси. Може побитно е во овој случај да се размислува што сега понатаму, нели, кога ќе се сменат работите, затоа што знаеме дека најголем дел од проектот зависи од политичка подреденост. Так. И овој тоа нели лимбо што сега го наследивме, да го на некој начин да се проба да се даде некоја позитивна насока, и тоа е толку оштетено, значи како структура, како јадро со цела таа плејада на кич структури, на да речеме така наречени скулптури, со адхок нели решенија, со шминка на фасади, со узурпирање на субпростор, значи со ништење на зеленило, природа. Како таа политичка дисторзија успеа да го пополни тој простор во центарот на градот? Јас лично можам да кажам за себе дека максимално избегнувам да поминувам. Точно така, истото, точно така, точно. И јас не радо сакам да проаѓам. Дури моменти кога проаѓам, значи рефлектирам. Значи просто не можам да верувам, нели? Затоа ја и почнав да пишувам тие колумни, затоа што нешто и во себе осеќав. Роден сум во Скопје, израснат во Скопје, нели, средно коцката, значи многу битни епитети од градот. Постоја, да, уништени, тука постоја. Но тоа е тоа, значи битката тек допрва ќе престои и ќе мора да се најде некој позитивен излез. Некој решение. Значи еве ги сега доаѓаат и општински избори, така? Да, локални, тоа ќе биде многу битно. Еве како пример ќе посочам, нели, Загреб, они сега имаат општински избори и сите што се кандидати и градоначалници идат, значи, во друштвото на архитектите и се изложени на процес кој мора да докажат со каков план, каков простор се залагаат и после се поставуваат прашања од архитектите. И тука веќе и јавноста веќе знае што, како и кој што мисли да прави. Не вака одеднашка, значи никогаш не ни се пласирал тој проект како политичка програма Скопје 2017, така ни се тупна и сега. Ве прашувам од аспект на тоа што еве немале секој од граѓаните, од нашите гледачи да ги читаат вашите колумни, па затоа ве прашав за тој распоред на скулптурите, на таа една димензија што има центарот на градот, без разлика што фонтаната им се допаѓа на децата, Па тоа нема никакво тачно, тоа нема значи никаква уметничка вредност. Значи упатените во тоа има многу јасно, меѓутоа еве и пошироката маса, ако и се свиѓа да речеме еве кич, и тој кич, како да кажеме, грд, нели?
Значи тоа е Нема тоа е убав кич. така, па ако можете тоа да приметите, значи нивниот кич што го ставија во палатата ВМРО е убав кич, нели? Тоа е значи некој сурреализам идеален кој другаче го прикажува нивниот карикатурен реализам, нели? Груевски е нацртан со висок стомак, околу него сите се слаби, истанчени, значи тие се убав кич. Додека овој кич што ни го пласираат јавниот, тоа е буквално, значи како да кажам, ако веќе пробуваме со скулптура да се изразиме, значи таа од секогаш, од Ренесанса се знаело, од кога постои, се бавела со пропорција, со некој стремеж за убаво, значи. Овдека, значи, тоа е како да ви кажам еден книжевник да е дипломиран, а да не знае граматика. Значи, лавот ако се земе на булевар, значи тој има огромна глава, а мало тело. Значи, таа уметност што се повикува на природата, еве сега да треба да го заживи лавот, тој постојано ќе паѓа на глава. Значи тој не може да застане на нозе. Главата му е поголема, значи тестаментот е, значи све е дисторзирано. Значи тука општа култура за пропорција се нема. Значи тоа што е прва работа за секој скулптор. Еве на пример како беше Ченто, така, он е значи поставен на 3 нозе. Значи тоа е еден статички проблем кој скулпторот не си го решил. Значи не може и сега наместо тој да дава некоја символика значење, тоа е како да ви кажам еден подсмев. Седи на 3 нозе, не може да стои претежок е на тестаментот самиот што е поставен, значи материјали спомешани позиции, да ги праза зашто е таму ставен, значи која е причината зашто е таму ставен. Баш ме интересира што би одговорил. Во една од вашите колумни правите споредба меѓу уметничкиот перформанс, делото на Маурицио Кателјан во центарот на Милано, да, точно така. И знаењето и работата на скулптурите кои што беа ангажирани на проектот 2014. Да, тоа е компарација која сакав да ја прикажам за пореален впечаток да се добие од севкупното тоа, нели, поставување. И прави споредба, нели, затоа што во тој случај колку има Кателан да е современ уметник и не е неговиот објектив скулптура, он во овој случај избира приказна скулптура, нели? Се повикува на некоја антика. Меѓутоа таа антика што ја прикажува, ја манипулира со сегашноста, со димензиите и ствара едно дело кое може да биде само во пјаца да фари. Значи тоа е плоштадот каде што се наоѓа. Значи таа скулптура доколку би се поместила, веќе ќе го изгуби своето значење. Значи таа во цел контекст е потполно дефинирана и е таму местото. За разлика од нашите кои што да збориме со ќосето што е поставен карши судо, значи тоа се најголеми апсурди, мислам. Тоа што со ќосето кој што ниту му е местото таму, ниту пак неговиот лик и дело. Точно. Мислам, они вајда за нив Што е како вие, ако ви дадат одрешени раце, што би направиле со тоа? Може би меѓу првите, после ова, нели, актуелно што се деси, може би една од првите работи што треба да се помести, мислам. Тоа е да се помести. Па не, значи не сум ја надлежен, сигурно, не сакам да земам сега, да се поставувам точно, да се поставувам како некој авторитет. Имаше многу полемики околу тој споменик, така да многу е актуелно неговото поставување, се уште предизвикува. Тоа е абсурд. Абсурд, значи тоа неколку страната на левата страна од Вардар носи нож во раката, значи носи и порака. Да, па тоа се вајда нивните сваќања за правда и како треба и каде треба да гледа. Тој бил екзекутор, ако не се лажам така, во некој период кога тоа се поставува како некој тип на правда и они тоа вајда го поимуваат и предпоставувам затоа е таму ставен. Ја не можам да така. Колку што можеме да најдеме пишани документи, го наоѓаме како платен убиец кој не знал зашто се бори, убивал за пари. Тоа е уште полошо. Уште полошо. Во една од колумните сте инспириран од мислични песна на Мизари, давате една идеја, ваша визија, да се истори 8 тони сина боја врз спомениците и тие да се разместат. Зошто? Што треба тоа да покаже? Па, тоа е една интересна, тачно, тоа е една интересна колумна кога тоа како символика го
Значи, тој текст е напишан многу пред шарената револуција и беше еден тип на пишав доста критични колумни, на крај да не испадне само да критикувам, него да дадам и некои решение, нели? Затоа и колумната се викаше Don't you barok me, нели? Се повикуваше на некој сеопшт граѓански чин, нели? Како и ние да се спротивиме на нешто. И тоа ми беше една инспирација од Мизар, нели? Мизар е позната култна скопска група, нели? Сега веќе не збориме ние у денешно време, не знам на кој да ги спореда. И таа песма инспирираше некој реквием на градот и затоа ми посочи да се офарба, нели? Тоа е најевтиното нешто, да се офарба со плава боја и за да целиот контекст, значи пропорционален, кичест, значи барем да се ублажи, значи сета таа тежина што има да се смири и да представува, како да кажам, некоја визура која ќе ја гледаме, значи како музеј да видиме сето тоа што ни се деси, како тоа не успеавме да ни се деси и со самата боја, значи цела таа маса да дојде да штрчи во однос на постоечкото ткива, нели? Така беше замислено. После во меѓувреме се деси шарената револуција, така да нешто слично се дешаваше и испадна да речеме доста интересно тој аспект. Добро, ајде вака сега. Сепак како архитект иако сте млад, со доволен кредибилитет, што мислите, што може да се направи со тие споменици? Да останат како музеи да подсетуваат на едно време, да се дислоцираат од центарот, да се уништат или да се однесат во други градови? Имам точно така, значи колумната всушност обработуваше, значи охрабрување на сите да даваат идеи, од кои јас се определив со таа мојата за Сино Скопје. На што сакав да аудитирам тоа, значи тоа во секој случај не може еден човек да го одлучи. Значи тоа е стручна јавност и значи ќе треба да биде во процес на конкурс со добри професори, добри интелектуалци, добри критичари, значи да стигнат многу решенија, се поканат многу и мислители, и архитекти, и активисти, значи да се вклучи факултетот, да се вклучи комората и со тешки напори да се дојде до некое решение што со селово и градежен шут. Значи сигурно тоа не ни сакаме од еден човек тоа да се даде, него тоа ќе треба да биде целен процес, етапа во која мора сите да се вклучиме затоа што тоа е чим излегуваме од дома се среќаваме со тоа. Така да... тоа е едно прашање кое што си го поставуваме точно така. Сите ние. Значи сите сакаме сите дома како што ни е чисто вода не биде и надвор, така. Да имаме животна средина, тука треба да живееме ние, поколенија, што се вика така. Треба да идеме напред, да се развиваме, не. ГТЦ успеавме да го спасиме. Уништена е зградата на владата. Да, за жал. Значи го изгуби идентитетот кој што го имаше. Вие велите дека треба да се интервенира кај УНЕСКО. Има механизми, точно така. Има многу работи. Сигурно ја како единка не можам тие да ги правам. Сигурно тоа треба масовни организации. Да, давате предлози. Кога би имали некои иницијативи, значи има механизми, има. Значи тоа може да биде и како услов за влез во Европа. Значи Европа да се пошто тоа е европска заштитно богатство, значи Петар Моличковски брутализмот што беше во Скопје што го уништија, значи тоа е страшно. Тоа не е само македонско, тоа е и европско. Значи брутализам имаме во Лондон. Значи има и низ Германија голем дел брутализам, значи тоа е европско богатство. Културно богатство. Имате ли идеја како да се реставрира бетонот, бидејќи има доста градби кои што се од поодамна, меѓутоа се дале свој печат, тие автори дале свој печат, како што е универзитетот, точно така. Студентскиот дом Гоце Делчев, да се реставрираат, но да остане нели она што е целината. Тие се, ја неколку пати поминам, значи многу се оштетени, многу во тешко состојба, пробавани се некои интервенции, мали хируршки зафати, но сигурно треба многу повеќе и треба многу повеќе посветеност и сигурно и знаење, нели, пошто ние генерално за реставрација бетонот е помодерен материјал, значи
треба да има попродлабочена студија како тоа да се реставрира, значи кои делови се тие битни што мора да останат, а кои може да се жртвуваат, а да при тоа зградата да не изгуби од својата вредност. Не е сигурно да се ако треба да поклучува побараме мислење, ако не знаеме самите да побараме мислење од генерално од надвор или од авторите, ако некој од нив уште е жив. Точно така. А што е со зеленилото? Градот остана без зеленило, исечени се огромни површини, Скопје стана, така го нарекуваме, град на бетон. Како градот да почне да дише? Тоа исто така може би еден од најбитните проблеми. Тоа сите го знаеме, значи нема потреба да се продлабочува, поготово во зимските периоди со честичките, нели? Сега лето може не ни размислуваме толку колку зима, меѓутоа можеби треба и од сега веќе да се размислува за тој период. Да, така долгорочно. И не знам, треба многу сложена е работата, треба многу да се интерира. За тоа најдобар пример дава една платформа се вика Скопје расте. Добро. И значи тука многу конкретни се работите, значи во отсуство на било каква информација за градот, значи тука дава една соврапозиција на разни леери и анализи и што се случува од 90-ти години и како ќе се случува и што ќе се случува до 2020 ако вака продолжи, може секој да го види тој сајт и ќе види дека скоро и зеленило нема да остане. Значи да им објасниме на луѓето на тие што не се архитекти. Вие размислувате на друг начин за овие работи, значи што треба да се направи? Ќе помогнат ли дрвцата сега ако почнат да се садат или тоа треба да се носат? Па не, како што не само едно дрвце сигурно нема да реши. Тоа значи се плански потези кои се студираат, се изучуваат нели од Кензо Танге, тоа го изучувало тогаш што е стрето уште актуелен, значи тоа се размислувало на подолги дистанци, значи не е како сега ад хок. Треба многу работа, посветеност. Тоа е веќе луксус, државата наша, предпоставам, повеќе пари има и треба за други работи, меѓутоа ако треба и некако и да волонтираме, барем за наш простор се работи. Или ударнички работни акции, работни акции, да се дружиме и да си средиме пред двор, пред куќе, пред зграда, како се пред кошовите. Значи пред се што беше зелениво, што имаше центарот, ако се сеќавате, 90-ти години беше лендмарк. Значи тоа беше со тие костени, со огромните крошни на дрвјата. Така, значи тоа се дишеше и прашината од липите што ја фаќа и таа се дише, се осеќаше, се мешаше некако со природата. За жал нема веќе ништо. Тука сведоци сме дека све помалку и помалку. Една лоша стратегија. Да се вратиме на Скопје 2014, крајот го гледаме, односно застанаа тука работите. Вие порачувате дека е потребна јавна љубов и нова сила на Скопје, да може да го врати својот градски интерес и конечно да излезе од несреќата која што го затекна. Како е возможно тоа во ова политичко лудило? Во ова сега тие што го направија, сигурно невозможно. Меѓутоа, нели да речеме со шарената револуција се создаде цела една софистицираност, што според мене може да даде и позитивни знаци, нели? Таа една паралелно користење, партиципирање на колективно користење на тој простор, нели, по кој се случуваат тие страјкување на солидарност што се јавуваше помеѓу различни структури, значи не само архитекти, сите може да еволуира во нешто повеќе, секако. Може и да не еволуира, меѓутоа може сето тоа позитивно да се искористи, зашто да не? Има капацитет, има млади луѓе и расположение секако. На новите, тачно, тоа мора значи да е хоризонтална, како што реков, не е една единка да прави систем и тој систем да унушти све за таа единка. Ги спомнавме вашите колумни, дел од вашите колумни. Дел од нив беа објавувани, всушност беа објавувани на Нова. Тие прераснаа во нешто повеќе, ги преточивте во една книга која што ја кажавме, Град без љубов. Тоа е таа книга.
Да. Промоцијата ќе се случи во понеделник. Да. Кога, во колку часот и каде може да се најде книгата? Промоцијата ќе се случува значи во Кинокултура во понеделник во 20 часот. Значи сите што се заинтересирани, засегнати, ете, да ги поканам јавно. И ете може и да се отвори дебата со различни мислења, еве зашто да не да подкренеме, од негде да почнеме, пошто според мене еве би можела и ситуацијата да биде веќе наклонета на наша страна. Да се креира јавно мислење. Тачно така, да се креира, да се изострува, да се надополнува и секако резултат ваков или онаков ќе се најде. Се надевам и оваа книга, каде рековте може да се најде? Книгата во сите книжари, значи што ќе тачно да, ќе биде дистрибуирана, да. Се надевам дека ќе биде инспирација. Се надевам јас, значи од што мојата засегнатост ме натера, значи ја не пишував колумни политички и иако можда би има политика секако. И да спомнеме, живеете на релација Македонија, Италија, работите на различни проекти, на големи проекти работите. Да, поврзан сме помеѓу Милано, Црна Гора, Скопје, значи таа релација. Често сум тука, мислам сега следите се што се случува. Сега со летовите, да речеме, тоа е многу лесно изводливо. Значи не е толку статичен просторот како што беше и ете. И ќе кажам, се надевам дека ќе биде инспирација за повторно градот да си го врати духот и да излезе од таа апатија во која што западна во последните десетина години. Ви благодарам што Благодарам и на вас, што ме поканивте и што ми одвоивте секако просторот вашиот медиум кој многу го ценам и го читам редовно, значи не само заради моите колумни, и што така се поставивте отворено према моите размислувања. Благодарам. Благодарам.